Општините ден по истекување на мандатот на градоначалниците и советниците примаат граѓани и работат на предмети. Можат да издаваат имотни листови, но не и одобрение за градба за што е потребен потпис на градоначалникот. Платите и трошоците на јавните предпријатија за минатиот месец се исплатени. Општините се надеваат на брза разрешница на состојбата во парламентот, а тоа е измена на изборниот законник и продолжување на мандатите до локалните избори. Не смееме финансиски трансакции да подпишуваме налози за исплати. Не смееме да подпишуваме решенија за даноци. Не можеме да подпишуваме пријави, даночни пријави за имот и наследство. Партиите во парламентот на средба со спикерот Талат Џафери договорија локални избори во првата половина на октомври. Денеска лидерот на ВМРО ДПМН Груевски повтори дека партијата прифаќа избори на есен. СДСМ пак повика Иванов да го додели мандатот. Верувам дека работите ќе се одвиваат во добар правец. 15 октомври е најблискиот рок што СДСМ можеше да го прифати во тие разговори и се надевам дека ВМРО ДПМН како победничка партија на овие парламентарни избори ќе излезе повторно како победничка на локалните избори. Се поизвестно е дека спикерот Џафери ќе го сочека председателот Иванов до петок, до кога истекува рокот за доделување на мандатот за формирање на нова влада, пошто ќе закаже продолжение на конститутивната седница. Законските измени поврзани со локалните избори зависат и од формирање на Комисијата за избори и именувања и матичната таа за политички системи. Денеска од Државниот инспекторат за локална самоуправа соопштуваат дека ЗЕЛС произволно ги толкува работите. Мандатот на советниците, според инспекторатот, истекол на 24 март, но законот им дозволува на градоначалниците да извршуваат техничка функција до крајот на годината.